будење со Јулија. Најдраги мои, еве вие ја видовте на јавната шпица и веќе знаете дека е време за нашето заедничко будење. Драги мои, денеска надвор облачно, ни врне дожд, но верувате, во моето студио е сончево, е топло, навистина ние овдека вликаме од убава енергија. Не само од рефлекторите што вака не осветлуваат, но и за тоа што навистина имам прекрасна енергија, денеска прекрасни гости, по овој дожд сите дојдоа на време и пред време. Еве гледате како моето студио е украсено со убави бои, со интересни детали кои што во текот на емисијата ќе можете да ги видите и многу поубаво и да ја запознаете нашата прва гостинка која што веќе предпоставувате е наместена на својата старт позиција, но како и вообичаено вашиот водител и мотиватор ете некаков мал увод ќе даде и за ова денешно наше заедничко будење, за да некако се усредсредите пред малите екрани, па си земете нешто да си се напиете, убаво е времето, можете некое топло чајче, можете некое убаво кафенце или какао. Јас од Сабајле почнав да практикувам, драги мои, понекогаш да пијам и какао, заради тоа што чајот зимно време е моја омилена напивка. Но некако сите ние кои што ги следиме оние здрави совети за исхрана, за она што требаме да консумираме, многу поздраво од кафето е какаото. Тоа сигурно и многумина од вас го знаат, но ете за оние кои што не го знаат, за промена, поготово сите оние кои што имаат проблеми со коските, со разни симптоми на зглобови кои што ги вртат, ги болат, не знам вака или онака, знаете, ова време сите сме некако метеоропати станавме и поготово кога ќе дојдеме во зрели години да си признаеме понекогаш си чувствуваме те ваму не боли, те таму не боли, да знаете дека кафето на вистина бил најголем непријател на коскениот систем. И затоа, за контра на тоа, затоа што кафето вика со тек на години, со гаранција ја нарушува стабилноста на вашите коски, на коскената срж. Затоа што сепак тоа е нели токсин на некој начин и отров и наркотик, но се што е во умерени количини, но има луѓе кои што навистина многу консумираат кафе. Сега за сите вас кои што имате, кои што можете или имате вака навика да можете да си промените некоја навика или да ја замените со нешто друго, какаото е навистина многу здраво, затоа што има доста железо и уште ако го зачините со цимет и со малку она луто пиперче, да речеме од врвот, или оние лутите пиперчиња чили, црвените, малку да ставите и така да си се напиете, навистина ќе се чувствувате многу здраво, многу полетно, вашиот крвото ќе се раздвижи онака на најприроден начин и велат дека нема да го чувствувате тие, поготово луѓе кои што се осетливи на варирање на притисокот, поготово на вакво време, нели, дека на некој начин делува и на тоа балансирачки. Ете така, тоа некако сега вака ми дојде како инспирација да ви го кажам, бидејќи се она што јас го применувам, затоа и ова наше будење се вика будење, се она што мене на некој начин ме разбудило, ме отрезнало, драги мои, сакам да го споделам со вас. Па вие можете, а и не мора да го прифатите, како и да е. Ете, јас сум навистина денеска убаво расположена. И се надевам дека и на вас ќе ви ја пренесам таа енергија, заради тоа што знаете дека во нашето заедничко будење најважно е да го оставиме се она што е деструктивно за нас, се она што е токсично, се она што не враќа назад или не ни дава да тргнеме чекор напред. Затоа се трудиме ние овдека да бидеме тие мотиватори и стимулатори кои што навистина барем малку ќе придонесат еве овој дел од денот да она друга половина која што следува да биде поубава, да биде позитивна, порелаксирачка и едноставно да се препуштиме и да веруваме дека кога нешто правиме со убава енергија, дека треба и да очекуваме нешто убаво за возврат. Универзумот не слуша и секако дека ни враќа со убавини. А јас можам, драги мои, да ви гарантирам дека тоа е така, заради тоа што еве после во текот
на емисијата ќе ви кажам колку убави работи ми се случија, како мојата прва гостинка ми ги прочита моите мисли, заради тоа што секоја мисла е енергија и се едноставно патува така со леснотија. Кога со леснотија нешто ќе замислите без оптоварувања, без некои големи очекувања, едноставно кога имате доверба во животот. Сега, мислам дека сите ние понекогаш ја губиме довербата, ама затоа оваа емисија ќе ви ја зајакне и вашата доверба, но додека дојдеме до тој момент, ви предлагам да слушнеме малку убава музика од кај нас, значи нешто така што јас мислам дека ќе ви го подобри исто така расположението. И потоа се враќаме во студиото со нашата прва гостинка. Инаку ќе заборавев да си ги поздравам ЖД Тамаш, мојот бренд кој што постојано се грижи за мојата гардероба овдека во нашето заедничко будење, и денеска овој прекрасен фустан што го носам и навистина премиум квалитет, им благодарам на ЖД Тамаш, кој што можете да ги најдете на социјалните мрежи, на Facebook, на Instagram. Така да, апсолутно имајте доверба во она што ви го кажувам. Па, одиме со музика и потоа се враќаме во студиото. Дење со Јулија. Јас сум момада лена, од комши фалена, за мене одмерак. Велат вредна вредница, вистинска убавица, за мене одмерак. Велат вредна вредница, вистинска убавица. Јас до есен, мамо, ке се омажам. Da ja krasim Makedonija. Јас до есен, мамо, ке се омажам. Единечна мајка ке си прегрнам. Рожба на свет мила, мамо, ке му донесам. Да ја личи, да ја краси Македонија. Ни за туто нижам јас, Белариза безам за него одмерак. На мајка единец, најличен македонец, за него одмерак. На мајка единец, најличен македонец. Јас до есен, мамо, ке се омажам. Единечна мајка ке си прегрнам. Рожба на свет мила, мамо, ке му донесам. Да ја личи, да ја краси Македонија. Јас до есен, мамо, ке се омажам. Единечна мајка ке си прегрнам. Рожба на свет мила, мамо, ке му донесам. Да ја личи, да ја краси Македонија. Јас до есен, мамо, ке се омажам. Единечна мајка ке си
личи да ја краси Македонија. Будење со Јулија. Ете, драги мои, да ја личи да ја краси Македонија, на вистина ние овдека и заличивме и се украсивме убаво и како што гледате, баш онака сме во боите на Македонија. Овдека на мојата масичка овие прекрасни ташни кои што ги гледате, кои што на вистина кога ќе ги ставите на вас и ќе ве различат, и ќе ве украсат, и ќе направат секоја жена да се чувства убаво, да зголеми својата самодоверба, едноставно да знае дека носи нешто уникатно, нешто многу пријатно и нешто многу природно. Но дамата која што ги изработува овие прекрасни нешта, јас многу сакав да биде моја гостинка, не можев да ја одолеам кога ги видов овие прекрасни ташни, кога за прв пат од неј се добив подарок сега неодамна кога заедно гостувавме на Алфа телевизија. И едноставно таа мораше да биде и моја гостинка заради тоа што вие знаете дека јас секогаш ги негувам вистинските вредности, сакам да им дадам предност на луѓето кои што на вистина имат идеја, имат мотивација, инспирација да направат нешто убаво. И еве, оваа дама е на вистина олицетворение на тоа. Таа не само што е прекрасна и надворешно, таа е прекрасна и внатрешно, и целата нејзина внатрешност на вистина се изразува преку се она што го работи, преку нејзините златни раце, како што велам јас, и велам добре дојде на Лила Давидкова. Драга Лила, добре ми дојде. Добар ден, господја Јулија. Ви благодарам многу за поканата, што ме поканивте во вашата емисија. Чест и задоволство ми е да се биде ваш гостин. Ви благодарам многу за преубавата најава, за преубавите зборови и на вистина ми е задоволство што сум ваш гостин. Лила, мене на вистина ми е задоволство што ме удостои да бидеш моја гостинка. Јас би те замолила да не ме персираш и покрај тоа што персирањето некаде е, да речеме, позитивна особина, но овдека во емисијата, бидејќи јас и ти веќе се познаваме и сме пријателки, апсолутно мислам дека почитувањето е потполно исто, затоа што сме тука некаде на некоја иста возраст и ќе ми биде многу драго да си пријателствуваме и многу ти благодарам што ме удостои со тоа, така и господја и све, на вистина ние сме две господје и треба да се чувствуваме така, но да си го отвориме срцето уште повеќе и едноставно да ја оваа комуникација да ја направиме сосема пријателска и сосема приземнета. Лила, на вистина се радувам и на вистина со големо почитување и со голема љубов те поканив да ми бидеш гостинка. Ви благодарам од срце. Па, добро сега, јас не знам од каде да започнеме. Јас едноставно сум одушевена од овие креации. Ние неодамна се запознавме. Така. Арно де, ама ова на вистина кога ќе видам вака убава енергија, знам дека нема да биде нели едно видување, па кој знае кога, едноставно некои луѓе ти се лепат за срцето. Јас ти благодарам, ти овдека не почести со оваа прекрасна корпа, морам за гледачите да кажам, драги мои, овие прекрасни корпи кои што ги изработува Лила се неверојатно убави, а јас еве и ќе си се почастам, овдека има чоколадциња. Еве колку да видите, полна е, не е празна. Лила ни дошла со благо. И така да, Лила, повели ако сакаш и ти да си се заблажиш. Благодарам. А јас ќе се заблажам заради тоа што еве со благо нека ни тргне емисијата. Слушај, не може да биде поинаку овдека со овие прекрасни креации кои што еве да кажеме сега вака за почеток, па потоа ќе одиме ред по ред. Како Лила дојде до идеја да изработува вакви прекрасни ташни? Така, јас, мој омилен моден детал е чантата. На ова идеја да изработувам вакви чанти, мислам, тоа е заслуга на мојата сестра Славица Стоименовска. Таа за прв пат го направи ова. Еден ден во еден наш така кафе муабет, ми рече, вика, јас сакам да изработам една чанта. Јас се зачуди, викам, сега тоа не е баш така лесно да се изработи чанта, но кога нели нешто сакате да направите, кога во тоа нели ќе се додаде на тоа љубов и посветеност и желбата е голема, секогаш успехот е загарантиран. И таа навистина изработи една чанта. Јас кога ја видов се воодушевив и реков јас ќе пробам. Таа ми даде игла, конец, си купив конец и така започнав. Првата чанта што ја изработивме, двете по еден модел, тоа беше идеја на незината ќерка, Милена,
таа сакаше една ташничка, како ташничката беше округла форма и беше со топчиња. Така. И кај меѓу младите после дознав дека позната е како попкорн. Така беше баш цветчињата се како топчињата се како пуканки. Така. И беше многу убава навистина. Јас првата што ја изработив беше црвена боја. И од тогаш така започна. Така. Сакав да направам нешто што нема да се купи во нели секојдневно по продавниците, нешто што ќе биде уникатно. Секоја господја, секоја дама го заслужува тоа да носи нешто уникатно, што е направено, нели, сите сакаме нешто што е направено специјално за нас. Да. И затоа и се одлучив, бидејќи чантата како моден детал најмногу ја сакам, ја нели практикувам. И така започнав. И денеска еве и сестра ми таа изработува исто чанти, си разменуваме заедно модели, се консултираме околу изработката. Тука си набавуваме конец. За жал, видеата што ги гледам, моделите ги гледам на YouTube каналот, нели таму има како да ви кажам многу модели, многу. Јас си седнувам и некогаш знам да си се заборавам. Ај уште овој ќе си изгледам и таму ги гледам постапките, нели како се работи. Првиот чекор ми го покажа сестра ми. Од тука натака јас почнав и еве стигнав до тука. Бидејќи ова е на некој начин или плетење или хеклање, како се вели. Хеклање, дали од порано си плетеше вака, се беше запознаена со хеклањето како оди или и тоа го научи од кога се заинтересира за ташните? Рачните изработки сум ги сакала уште од мали нозе. Сум ја гледала уште нели баба ми на времето постарите кога плетеа, но тогаш не се плетеа вакви чанти, тогаш се плетеа нели елечиња, калчинки, мада јас и сега знам да направам калчинки, сопругот си сака калчинки, јас често му правам. И сега баш деновиве тоа ќе го спомнам, ми рече вика моите калчинки. Му студеше, рече моите калчинки. Велам сега да завршам, имав некои нарачки, да ги завршам. Конецот е веќе спремен и му ветив, веќе сега морам да му направам едни калчинки. Инаку не сум плетела нешто посебно, како деца така сме сакале да пробаме нели како изгледа она со две игли, меѓутоа со една игла не сум плетела. Ова веќе е хеклање и кога бев да купувам конец таму во еден дуќан, си комуницирам со господјата таму што е, ми рече, вика, кога ќе ја фатиш еднаш во рака оваа игла за хеклање, она што е позната како чингелајче, веќе нема да ја оставиш. Јас навистина така. Потоа ги фрлив со две игли, не плетам и сега овие ташни се плетат само со една игла. Браво. Јас имав можност и да видам и како ги плетеш и навистина како да кажам, изгледа дека тоа со голема леснотија го правиш. Значи, едноставно, веќе тоа е така уходено. И сега се прашувам, кога, например, вакви разноразни форми, еве да речеме, ова е многу специфична, интересна форма. Гледајте, драги мои, колку е ова прекрасно нешто, каква изработка. И не само тоа, многу е квалитетна кога ќе ја видите, значи, од блиску е толку многу квалитетна, толку многу е убава, да просто едноставно и овие вака детали, Лила, невероватни се, значи, апсолутно. Како доаѓаш, мислам, дали е едноставно кога ќе се дојде до тоа да се направи некаков модел? Еве, ова јас бев сведок на оваа ташна кога кога беше во фаза на изработување. Се уште не беа ставени овие ружички. Една ружа имаше за урнек, што се вели како ќе изгледа, но гледајте, драги мои, ова е нешто фантастично, фантастично. Значи, навистина и еве да кажеме дека си има навистина убаво и закопчување, дека ташната си е баш онака по сите прописи. По сите прописи. Браво, Лила. Така, јас кога ми ги нарачуваат ташните, нели, јас кога ќе ми кажат, нели, ташната е многу убава, јас секогаш велам во живо се уште поубави. Не може на сликата да се долови таа убавина која што може вака да се види вака во живо. Затоа што навистина ташните ги работам. И конецот е многу убав. Што конец е тоа? Овој конец е 100% полиестер, макраме конец. Јас работам уште со еден конец,
Мислам дека тука долу има една од тие чанти, шарената што е чанта. Тоа е памучен конец. Па еве и ова е памучен, така, ова е изработка. Да, исто и тој конец, со два вида на конец работам. Едниот е макраме, тоа е 100% полиестер, а баш тој е памучен, 100% памучен трикотажен конец. Так. Да, ова некако ми е како да речеме можеби полетна варијанта дека со Така, памук може, или да. Да рече, ама не и самиот дезен. Самиот дезен, да, ја направив така. Имам господи што ми бараат и шарени, да одговара на се. Обично бојата и моделот си ја бират господите дамите што ми ги нарачуваат чантите. Така. Лила, јас предлагам, бидејќи имаме убави фотографии, исто така кои што ги осликуваат овие твои чанти, да ги погледнеме. Еве, да видиме, гледајте колку убаво. Па, интересно е што да речеме и со секоја чанта си има и новчаниче, така, правиш. Јас обично предпочитувам со секоја чанта, подарок од мене си го давам новчаникот. Браво. Милина, колку се убави. Овие ми се модели, сите. Ова ми се чини хит. Да. Златно со златната боја. Да. Ова чантиче многу убаво прилега со златната боја. Добро, јас си добив такво црвено. Така. Прекрасно изгледа. Како е убаво скоцкано. Една господја ми нарача, баш правеше свадба за ќерка и рече сакам нешто вакво уникатно да носам и баш тоа чантиче со златна боја се нарача за тој прекрасен ден, за свечена прилика, да. А и овие немаш која што не може да се носи во свечена прилика, поготово со овој златен и сребрен конец, па и со другите, со сите бои. И за дневна и за свечена прилика се. И секоја е убава на свој начин. Јас велам, ќе направам колку чанти до сега сум направила, голем број, не можам никогаш да ја направам иста. Две чанти со ист модел, сепак не може иста да се еве ова интересно. Ова исто, да. Црвеното беше, да, и овој морнарски стил. Многу убави. А од каде ги набавуваш истото овие рачки? Гледам некои се... Овие две ташнички отидоа за Германија. Ги нарача една пријателка, за Германија отидоа двете. Сакаше и голема и мала ташничка и си ги нарача како комплет. Еве ова е моделче како црвената. Како црвената, само на плава, на... Да, на Тексас. Ова многу убаво изгледа. Изгледа, да. Со фармерчиња. Еве го овој модел го имам тука, сега овие ми се нарачки за што треба да ги испорачам по. Ваква чанта отиде за Австралија една. Браво. Господјата кога ја доби, ми ја сликна и беше многу задоволна, рече благодарам многу, ја добив чантата. Одлично. Многу убави, боите колку се интересни, колку се убави, некој, значи, баш онака да може да се искомбинира и во зависност од сезоната, дали е лето, зима, дали е некоја свечена пригода. Има доволно боички, така да некогаш може би... И модели, се разбира. И модели, да. Да, прекрасно, Лила. Многу убаво изгледаат, многу. Јас навистина сум одушевена. Па кажи ми колку време ти треба за изработка на една ташна? Ова е ваков модел или ова нешто за телефон? Ова е нешто за телефонче. Ова го направив за ќеркичката моја. За телефонче, кога оди надвор да си само за телефончето. Мали ташничиња. Еве и ова хит ташната која што имаме овде. Да. Колку време треба за изработка, Лила, на една ташна? Или зависи од моделот, од големината? Така. Јас по природа сум перфекционист и обично сакам секогаш да ми биде се под конец и не брзам со изработката, затоа што кога брзам може да сгрешам, затоа си ги работам полека, но 2-3 дена ми се доволни да изработам една ташна. Сега пак зависи од моделот, нешто ако не ми тргне, меѓутоа обично ги работам со толку голема љубов, во релаксирачка домашна атмосфера, си пуштам убава музика, моите најблиски се околу мене, секогаш ми се поддршка и така да овој модел, да, е интересен, ова како е како школка. Како школка, да. И многу сега кај младите е популарен, еве и тоа плавото е исто еден вид школка, меѓутоа тоа е малце подруг модел. Да, малце поокругло, ова е малку. Да, и помалечка е таа. Да. Многу се интересни.
Па ја не, мислам дека нема жена која што не би посакала да има вакво парче во својата гардероба. Секако. И Лила. секоја жена заслужува да има Да. нешто уникатно, нешто Слушај, не ќе изработено. можеш да постигнеш, ќе треба брзината да ја зголемиш за Така, една така. ташна на 3 дена ќе биде, знаеш, ќе треба побрзо да ги некако, знаеш. Ја мислам дека ќе имаш големи нарачки со ова вака кога нашите сите овие гледачи ќе ги видат вакви работи, ова на вистина нема жена што може да одолее. А еве ги овдека овие школкички. Да. Колку се интересни. За младите се, за сите Па се зошто убави. за младите и за нас За сите постарите? се убави, да, за сите се убави, меѓутоа младите така ми ги бараат повеќе. Да. Па затоа што формата е необична и може да ја носат малку со разна гардероба. Ова е нешто за секој ден така. Чантичка. Многу ми е драго Овој што и модел младите. исто многу и ме овој модел фасцинира. е многу убав, во живо е многу убав. Немав сега од овој модел готова, меѓутоа е многу убав овој модел. Многу ми се допаѓа. Еве, оваа ми беше по нарачка, оваа вака си ја одбра господјата Така. и вака ја направив. Така сакаше да биде доле тегет со жолто и навистина испадна преубава. Преубаво, да. Ова се веќе чантички на мојата сестра Славица Стојменовска. Оваа чанта ја направи за свадба, за невеста, баш за невеста. Така. Ете ги тие топчиња што ги спомнав јас на почетокот. Аха. Првите чанти што ги направивме. Ова се неизини моделчиња, зашто и таа изработува чанти. Одлично. Мислам дека тука еве и ова исто. Ова е како ружа, ова се неизини изработки. Овие се малите шничиња. Така, помали претпоставувам, ама- ташничиња, да, Да, за свечени за пригоди, во свечени сите прилики, бои да. ги изработува. Многу убави се. Ете, човек, Ова е значи ружа. креацијата може да си ја пушти овдека, имаш бесконечни можности да правите како да си играте фактички со Да, има доста модели, така да јас обично моделот си го бирам според мојот вкус. Ако ми се допадне мене на прв поглед, јас пробувам, ќе го направам моделот. Да, еве ги овие вака со туфнички како што ги спомна, да. Овие се тие први. Ова е мојата прва изработка. А, ова е првата Да, изработка. првата, Како ги рече, еве. како се викат овие ташнички? Попкорн. Попкорн. Така. А, да, баш како попкорн. Топчињата се како пуканки вака пуканки, и ова да. се моите први изработки. Браво. Црвена, бела и Па црна се како? сеќавам Па не ги се направив. едноставни овие изработки Да, за да, први. да. Браво. Не се беше едноставни, значи Се случуваше плети, расплети, меѓутоа Аха. тоа е тоа, значи почнавме од нула ова да го работиме, така да еве ги сега крошничките. Да, одлично. Овие ги така сакав зимниот период кога немам нарачка и овие ги правев за Великден. За Великден. Да, и дури може, и овие јајцата се направени на великденски јајца, така. прекрасно, Така, да. и крошничките ги направив со таа намена за великденски јајца. Еве, да, има Мали и за крошнички првото великденско така, јајце. Така. Малечки, баш убаво. Епа, знаеш како ова и трајно останува? За овие пригоди да може стварно човек да си ги извади и да си ги користи. Така, многу се убави сладки, дури направив 40 парчиња и сакав да ги донирам во СОС детското село кај што за дечињата. Ги однесов таму и беа презадоволни дечињата. Пресреќни, а? Така, беа пресреќни. Еве и овие види колку се интересни. Нешто и за убаво е дечињата да има да се ама и радуват. домот кога е Великден, нели, да се украси Да се со украси. така. И нешто убаво, природно, рачно. И баш онака асоцирана една убава великденска атмосфера. Да, А еве овие- и нова година доаѓа, сигурно ќе имаш можеби некаква инспирација за некои новогодишни Треба, креации. да. Треба Со Дедо нешто да Мразовци, седнам со со Дедо нешто, Мразовци, да. така да разгледам, Да. така да сигурно ќе најдам нешто. Сигурно ќе најдеш Кирка нешто. ми ме тера, мамо, сакам играчка да ми направиш, Аха. она сака тие сега, нели, актуелни си тие плетени играчки. Велам, тоа е сосема друга димензија, ќе видиме понатак. Так. Сега за сега, ова го работа. Одлично, Лила. Да ја покажеме, чекај, само малце ќе ми ја подадеш и оваа ташничка, да ја видат гледачите, затоа што е видео на екран, но еве да видиме како изгледа вака во живо, колку е она прекрасна и колку Така е... сега е малку празна, затоа е треба, нели, кога ќе се Ова е фантазија. Не, ако е добро празна, ама знаеш Јас што? обично ги полнам, малце побаво изгледаат, нели, кога ќе се наполни. Сега сепак ова е
конец. Еве, драги мои, гледајте како е ова направено. Во златна боја, со прекрасни детали. Ова ми се чини дека е навистина хит, Лила, и дека навистина едноставно си го погодила вкусот не само на младите, него и на нас. Така, таа ташна е за вас, така да јас од срце ја направив за вас таа ташна. Не знам дали ја погоди бојата, меѓутоа таа е Ама за јас вас. веќе имам една Готово. ташничка. Ама ова навистина... Да. Па, Лила, навистина ти благодарам. Ова со задоволство ќе си ја носам, заради тоа што толку некако ми се свиѓа обликот, ми се допаѓа. Еве, и камерата може да го види. Ова е нешто стварно што со задоволство ќе го носам. Слушај, и ќе те рекламирам кај што ќе одам. Супер, благодарам, со здравие да си ја носите и секој ден да ве радува, јас така велам. Благодарам од срце, Лила. Благодарам. Значи, ќе имам да се радувам и во една и во друга прилика. Едната ми е црвена, другата ми е златна. Супер. Океј, ќе видам нешто друго, ќе ти нарачам, ама тоа ќе сакам да си го платам, а не да биде подарок, затоа што веќе 2 подарока добив, навистина ти Нема благодарам. проблем, мене ми е од срце драго кога А јас подарувам на драги еве сака личности. стварно да ти подарам вака и време да може да гледачи да те запознаат, па се надевам дека навистина Одлично, успеа ви во благодарам. идејата да те доближам и секој една жена навистина и да се радува кога ќе си порача, затоа што морам да кажам дека ајде вака зашто кај мене е преполно, тука може да се стои. Морам да кажам дека и цените на овие ташни навистина се многу пристапни, така да нека не се плашат луѓето да Така, слободно можат да си нарачат и да бидат сигурни дека навистина ќе добијат квалитетен производ кој што и ќе трае. Да, овој конец е многу цврст, така да сигурно ќе трае. Да. Јас морам да им кажам на гледачите да ги израдувам, затоа што овдека, еве, ти имаше добра волја кога започна нашата емисија, барем на 2-3 гледачи да подариме по некое вакво новчаниче. Ќе ги вклучиме телефоните малку подоцна, а сега би сакала јас малку да начнеме од твојот приватен живот. Малку имаме еден подруг вид на фотографии, да ги погледнеме и нив, па да ги испрокоментираме. Еве, овдека која е Лила во приватниот живот? Кои се овие Лила на фотографијата? Ова е, како Прекрасно да кажам, семејство. моето се. Така. Мојот сопруг, Горан, синчето Филип и киркичката Марија. Сега ова е малку постара фотографија, можам да кажам дека сега веќе не можеме вака да се... Еве, ова е тука на реката Дрим, Така. во Струга. Ова е киркичката. Киркичката, да, таа е сега 8 оделение, има 13 Добра. години. Еве, ова ми е најнова фотографија што можев да ја украдам од синчето, затоа што тој веќе не сака да се фотографира не сака, многу. деца да го ќе пораснат, не сакат со нас, да. Да, ова е лани кога бевме во Грција Колку на години одмор. има синот? Синот Студира е нешто? 24 години. Браво. Тој студира јазик, Аха. англиска книжевност, веќе го завршува факултетот, еве сега тоа се смеевме пред некој ден, ми рече, мамо, веќе не е страшно, ги бројам испитите на една рака. Браво, викам, сине, Браво. готово тоа завршува. Да. Еве сте тука пак Еве сме заедно. тука јас и синчето. Одлично. Ова сме исто на одмор, една Да, се гледа дека едно убаво срикно семејство, секаде сте насмејани, секаде сте ведри. Имаме и Милениче, морам да го спомнам, Кирка ми браво. рече, мораш да кажеш дека имаме Милениче. Ова ни е Миленичето. Како се вика? Има ли име? Никако, Буцко, кој како вика, Како сака така милост, го вика, така си го викат. кој како милува, така го вика. Так, овдека си... Овдека е мојата сестра, А, со сакав сестра. една фотографија, да, Браво. еве и мојата сестра. Аха. Кај сте сликани тука? Тука бевме на една свадба во Србија, Аха. таму бевме сликани. Ова е, така се погоди, бев во... За Гламур имав едно интервју и ми побараа сликички, ова се мои пријателки, кои што носат мои креации, мои чанти. Прекрасно. Ете реклама, еве и ти Да, убаво ја така. рекламираш овдека. Така, и тука ми беше чантата, велам, ајде утре имам интервју, Аха. морам слики да направам и така спонтано се случи некоја сликичка со некоја чанта. Јас Одлично. обично ги правам, меѓутоа немам слики со чантите ги сликам, јас немам фотографии со Со чанти. чантите, аха. Епа еве тука и по некоја фотографија. Еве, ова е еден момент кога одиме на одмор
обожаваат позади да седат двајцата со слушалките на ова, со телефончето, со музичето. Да. Овдека предпоставувам дека си на некој базар, на некој нешто. Така овдека бев за прв пат, па оваа година беше во март, кога беше 8 мартовскиот базар, се пријавив и тука бев на еден базар. Да, ги изложив сите мои чанти и беше едно убаво искуство за мене. Ме запознаа доста луѓе. Така. Колку многу модели си имала и бои. Имав, тогаш направив специјално за тука, има некое моделче и од сестра ми, меѓутоа убаво беше. Прекрасно. Се надевам дека после овој базар ќе бидеш почесто присутна и на другите базари каде што има вака рачни работи. Така, сакам, гледам дека често има во трговскиот центар има, меѓутоа сакам вака во Сити Мол кога ќе има, да речеме, или во Diamond Mall, во моловите, се пријавувам. Се пријавувам за базарите. Одлично. Тоа е едно убаво искуство. Да. Како не? Па добро, знаеш како и тука секој од минувачите може да се запознае. Да ме запознаат луѓето. Сепак јас сум релативно нова, јас со ова почнав да го работам од пред 2 години. Значи не сум со години, од пред 2 години го работам ова. Лила, кога во нашиот разговор те прашав дали нешто друго си работела, ти ми рече дека цел живот е да си посветена на домакинството, на децата, на фамилијата и мене многу ми е драго, затоа што еве и целта ми беше тоа во нашата емисија да представам една жена која што на некој начин еве ќе речат нели домакинка, има така и едноставно како да кажам луѓето ретко се сеќаваат во вака емисија од ваков карактер да представат олицетворение на една вистинска жена домакинка која што на вистина во секој сегмент ќе биде и задоволна и ќе знае креативно да се изрази, затоа што жената домакинка не треба воопшто да се минимизира таа, како да кажам, тоа е професија и функција како и секоја друга, можеби и поголема од некоја друга. Но еве ти со радост и ми рече јас едноставно уживав во тоа да бидам дома, да бидам посветена на фамилијата и само ми рече не се оствари во тоа да остварам пензија, но се надевам дека секако да знаеш дека ова ќе се исплати и дека немој да се плашиш затоа што не се остварила пензија, но оваа креација, ова убавина што ја работиш, нема Господ да те запостави. Секако дека ќе си имаш онака ќе се обезбедиш и за постари години. Така, секогаш велиме, нели, Господ има план и за мене, за сите нас. Јас не знам, тоа ми беше задоволство. Значи, кога се земавме со сопругот, јас работев, меѓутоа кога ми се роди синчето, толку престанав со работа и не сакав повеќе да се вратам. Сакав да се посветам комплетно на семејството, да бидам покрај него. Него носе во градинка од причини на настинки, вируси, едно друго, не сакав да оди во градинка и едноставно се посветив на семејството. Потоа, таман тој се, нели, порасна, почна да биде самостален, ми се роди киркичката и така велам не ми било судено да работам. После си продолжив по ист, нели, шаблон, си останав со неа дома, таа ми е сега нашата, да не речам, принцеза дома, голема разлика ми се, така, принцеза ми е дома, понекогаш знае таа не командува сите, значи ми се свиѓа тоа многу, ми се допаѓа што со брат ти се имаат убава комуникација. 11 години ми се разлика, меѓутоа се дружат. Браво. Сега си играат некоја игричка Покемон, таа треба да се шета со таа игра, па одат заедно и тоа ми се допаѓа кога ќе седнат. Сега тоа е такво е времето сега со телефоните. Имат заедничка комуникација, тоа е многу важно. Си имаат заедничка комуникација, убаво се согласуваат, знаат и да излезат да си прошетат. Јас сум посветена на фамилијата, сопругот работи. Одлично. И па си имаш и работа, оваа работа навистина си сака и таа посветеност и верувам дека ти дава, знаеш како, се чувствува кај тебе и тој мир, да речеме, заради тоа што жени кои што се посветени, кои што со љубов си сакаат да си бидат дома, значи на фамилијата и кои уште ќе се пронајдат во вакво нешто креативно, бидејќи ова е уметност, Лила. Значи, уметноста на вистина, кога човек ќе се даде во ова да го работи, му дава и смиреност, и дава инспирација, едноставно се чувствува таа енергија.
Така. Јас можам да кажам дека многу ме смирува плетењето. Тоа е за мене еден вид јога за мозокот. Да, Јас браво. кога ќе седнам, кога ќе се осетам напната или нервозна или било што, јас веднаш си посегнувам по иглата, си седнувам, си пуштам убаво музиче и уживам додека плетам. Затоа и може да кажам дека секоја чанта е направена со љубов и на еден начин има душа. Затоа што јас ги работам со голем ентузијазам, со голема посветеност, со голема љубов. Токму така. И тоа ми е еден, не ги запоставувам домашните обврски, нели нормално кога си дома цел ден, околу ручеци, доручеци, средување на домот, обврските, сакам да им посветам внимание и на децата, седнувам и со нив, со керка ми обавезно, кога мамо да одиме до Сити Мол, одиме, да играме карти, играме некои друштвени игри, сакам и на нив. Обично навечери гледаме филм. Јас, значи, ни една обврска во текот на денот не сакам да ја запоставам, поготово која е поврзана, да речеме, со децата, исто и со сопругот, но моето слободно време го трошам со ова убавина. Така, баш убавина. Еве, можам да од режија или нашата секретарка да ги пуштат на телефоните, да ги отвориме телефоните, да израдуваме неколку гледачи со овие прекрасни новчаничиња, драги мои, затоа што навистина верувам дека многу ќе ви се допаднат. И да ја запознаете Лила малку повеќе. Еве да кажеме, Лила, како може да те најдат, бидејќи не можеме телефонски броеви, не ни е дозволено во емисија да кажуваме, но значи на твојот фейс профил како да те најдат нашите гледачи? Така, јас мојот Facebook профил личниот го користам за рекламирање на моите чантички, сите креации ги имам таму, Лила Давидкова. Аха, Лила Давидкова, само да... Така, Лила Давидкова, може да ги видат сите ташнички. Исто така може и на Инстаграм профилот, handmade, долна црта, прсес Лила. Долна црта, прсес Лила. Прсес? Така, да. Добро. Добро, се надевам дека еве овие информации за сите, а нема кој нема сега фейс профил и Инстаграм, што се вели дека ќе може да те најдат, и ако некој нешто не може, па нека се јави овдека во телевизијата, драги мои, нека ме побара мене и јас ќе ви дадам секако инструкции како да ја најдете нашата драга Лила. Па Лила, што сакав уште да те прашам? Дали може би, освен овие сите работи што ги работиш, правиш и нешто друго, бидејќи спомна дека плетењето ти е јога за мозокот, за умот. Дали практикуваш, да речеме, некоја таква дисциплина, дали обожаваш да вежбаш јога или нешто друго, заради тоа што не случајно ова го спомна? Или може би чисто онака, знаејќи што јогата дава, дека го смирува умот, па некако сакаше да направиш некоја компарација? Така, јогата ја обожавам. Не сум била вака, не практикувам, меѓутоа се интересирам и доста читам за тоа. Дека таа го смирува умот и дека е... И да почнеш да си практикуваш. Така. Ама сега имаме гледач, да видиме каква јога доби нашиот гледач. Добар ден! Добар ден! Кој ни се јавува? Благица Мицкоска од Прилеп. Од Прилеп, господја Благица. Еве, што ќе ни кажете вие? Како ви е таму во Прилеп? Значи, во Прилеп не следите со нашата Лила? Да, сегаш кога да имам можност, да следам. Одлично. А што ќе ни кажете? Секако дека ќе си добиете едно новчаниче, кажете ми кој ќе го дојде да си го подигне да ви го донесе во Прилеп? Не знам некој од пријателите што ги имам да пратам. Некој во Скопје што живее? Да. Да дојде во нашата телевизија овдека и да ви го подигне? Да. Така? Да. Добро. Уште нешто имате ли да ни кажете? Па супер сте, така продолжете. Многу интересни гости каните, поучни емисии. Благодариме. Благодариме од срце. Еве нешто да ја порачате на Лила, како ви се допаднаа сите овие креации? Прекрасни. И за тоа и се... Да. Како фабрички изработени да се. Да, баш како фабрички. Ви благодарам од срца. Да, ни фабрика не може да изработи како што Лила изработила. Многу убави.
Ете така, значи името ви беше Благица, рековте? Мицковска. Благица Мицковска од Прилеп. Да. Па така, господја Благица, значи во телевизија Сонце ќе си пратите некој да дојде да ви го подигне ова прекрасно новчаниче и Ви благодарам. и да си го користите со мерак. Ви благодарам. Убав ден. Убав ден и поздрав во Прилеп и прилепчани. И така да имаме друг гледач. Ајде да видиме кој ни се јавува. Добар ден. Кој не на телефонската линија? Ленче Георгиева, Ленче, како сте? Од каде ни се јавувате? од аеродром Скопје. Од аеродром од Скопје. Да, да. Па што ќе ни кажете за нашата емисија денеска и за нашата гостинка Лила? Па, најубаво може да кажам, импресионирана сум со нејзините производи. Со овие ташните, новчаниците, стварно прекрасно, многу сум. И со една причина се јавив да и се кажам дека многу убаво ви се изработените, бидејќи исто имам и јас една прекрасна снаа, што работи со мерино, болница, изработува многу убави туники, джемпери, се, и затоа сум многу импресионирана, па се јавив, и за да кажам дека многу убави се изработките. Одлично. Еве сега и за вас имаме Лила, ќе ми го подадеш и ова другото да и како беше вашето име, рековте? Ленче Георгиева. Ленче, бидејќи имаме едно вакво новчаниче и уште едно црвено, еве ќе ви дадеме можност да си одберете кој го сакате. Од кој може да ви дам? Еве од овие две. Значи дали сакате Белото. Белото го сакате? Да. Значи не е бел, крем е, така? Крем, ако не е. Да. Многу е убаво. Еве затоа ве прашав да си одберете вие. Бидејќи сте во аеродром, тука сте блиску до нас, ние сме на Тета Македонска бригада, не знам дали друг пат сте биле во нашата телевизија, но ако не сте биле, мислам дека лесно ќе не најдете, да? Ќе најдем. А кога тоа да можеме да подигнеме? После 10 часот секој ден до кај 3 сат од така, од тоа време некаде од 10 до 3 поминете во нашата телевизија и секако ќе најдете на нашата секретарка или на некој од нас и ќе си го добиете ова прекрасно новчаниче. Благодарам. Имајте убав ден. Исто и вам, Пријатно. Ете, Лила, ни се јавуваат гледачите и убави зборови. Така да мислам дека... Благодарам на сите, навистина ми е драго. За мене тоа е нешто најдобро, кога ќе испорачам чанта и кога ќе добијам убави коментари, мене тоа ми ја полни душата. Некако се чувствувам уште повеќе мотивирана и едноставно ми е убаво на душичката. Баш така. Па затоа што кога човек ќе му се потврди од страна она што го работи, и како да не, тоа значи, тоа на сите ни значи. А кажи ми, овие, кај ги снабдуваш овие детали, да речеме, овие синџирчиња, ова, еве, можам да видам дека сама исто ги изработуваш, сама си ги изработуваш. А каде ги наоѓаш овие деталчиња, овие, не знам, за копчувања, нели? Да, овие додатоци се наоѓаат, ги купувам на Бит пазар, таму има еден магазин. Една продавница е таму и таму ги наоѓам и овие рачките дрвените, овие алкички што ги ставам, да речеме, на синџирчето, се можам таму да најдам. Значи таму има за такви работи. Тоа е специјализирана продавница за од таков тип, таму има и конец и овие додатоци се може таму да се најде. Одлично. Ајде да видиме, имаме уште еден гледач, па да го подариме уште едно новчаниче. Добар ден. Добар ден. Добар ден, кој ни се јавува? Цимбал Рајна. Како? Цимбал Рајна. Рајна? Да. Од каде ни се јавувате, господја Рајна? Од кисела вода. Од каде? Од кисела вода. Од кисела вода, малку така ни касни звукот. Еве што ќе ни кажете вие, господја Рајна? Па што да ви кажам? Водушевена сум. Јас сум любител на плетено. Имам доста години, ама ја плетев исто доста. Така да водушевена сум и ја гледам емисијата и баш сум среќна због вас и због нејзината
работа. Браво. Идеја што ги има тие незини креации. Ви благодарам. Да. Да, прекрасни креации. Не остана уште едно црвено новчаниче. Верувам дека ви се допаѓа. Ќе имам пари поише, ќе ми носи. Како? Да се нашла поише пари ќе ми Да се радувате, токму тоа сакав да ви кажам, црвената боја носи пари, нели велат секој од нас, секоја жена треба да има црвен новчаник за да има што повеќе пари. Ако е така, сите ги имаме. Благодарам. Ете така, јас не знам дека ќе си имате повеќе пари вака, кога ќе ви бидат на убаво, зашто што велат и парите се енергија, па сакат да бидат спастрени во нешто убаво, во нешто така сигурно, мекичко. И ете, кога ќе се одите на пазар или некаде, па дури за свечена прилика можете да си го носите ова новчаниче. Свечена се малце касно, ама како ви рековте, добра реклама ќе има. Да. Ви благодарам. Добро, знаете каде треба да дојдете да си го подигнете во нашата телевизија? Јас сум малце, ќе видам. Значи, вие сте во Кисела вода, ние сме блиску сме тука, пратете некој во телевизија Сонце на 3-та македонска бригада и нека дојдат. Јуле, благодарам, имајте убав ден. И на вас ви благодариме. Секој е добро. Секој е добро и се најубаво. Еве овдека ќе ги редуцираме нашите гледачи, затоа што Лила знам дека и до крајот на емисијата би се јавувале, затоа што интересот за вакви убави работи секогаш постои, нели, и секоја нема еве жена, се јавија се некако, нели, жени кои што сакат да си приуштат убавина и да се зачувствуваат и сакат рачни изработки. Затоа што многу жени, например, еве и порано што плетеле, можеби оставиле плетење, но друго и сега, знаеш, едноставно сите ние, јас знам, мајка ми беше многу голема плетачка. Так. Значи, немаше што не изработува од тие миленца разни, чудеси. И сега, нели, како се сменија намештаите, не можеме да ги ставиме така ретко, имам задржано некој раритет од нејзе, како спомен, нели, да си го чувам. Да. Ама толку многу хеклаше, толку многу плетеше, такви работи ги изработуваше. И навистина морам да кажам дека ова рачната изработка јас многу ја почитувам и заради тоа се радувам кога во денешно време, еве да речеме, мојата внука е многу заинтересирана да плете, она многу сака да плете. Супер, одлично. Ми се допаѓа што младите веќе сакаат да го научат ова. Јас таму каде што купувам конец тука во трговски центар Олимпико кај Маја, веќе она има работилница каде што се изненадив кога ми рече дека најмладиот член ми рече 9 години. Доаѓа да се научи да плете. Во Олимпико таму на ќошите, значи во самиот знам сум била, јас таму се интересирав кога видов, бидејќи таму во Олимпико порано имав и дуќан за домашни миленици, и проаѓав сега скоро таму затоа што таму ми е школата за цртање и сликање и леле се израдував, велам ке влезам да видам, затоа што Стефанија внука ми се интересира од каде може да најде игли, конеци, некој да ја подучува. И баш ми кажа, еве Маја се вика, да ја поздравиме и Маја. Еве јас редовно си одам таму, сега на овој конец не го купувам од таму затоа што го нема овој број јас што плетам со него, меѓутоа за иглички, за овие хендмейд што се, еве за калчинки, за такви работи, за волници, мислам дека има голем избор и прекрасно. Да, има навистина голем избор и јас баш видов. Да. А како, дали она како дава часови за, бидејќи имаш... Мислам дека веќе има школа сега. Да, школата како, школа... може да се запознаена како... Така, не знам баш точно, меѓутоа сега видов, ја следам нејзината страница, ТЦ Кенди Котон, мислам дека така и беше. Ја следам страницата, имаше работилница сега во Кочани. Имаше објавено работилница во Кочани. Имаше баш, ја погледнав, имаше доста заинтересирани. Имаше сликички објавено, каде што доста млади се интересираат за ова и тоа е некој добар почеток. Мислам дека јас би рекла, сите од, да речеме, млади, еве од понежниот пол, наместо цел ден да седиме со телефоните у раце, ова е една релаксација, да речеме, барем да пробаат нешто, да ќе се изрелаксираат, едноставно убаво на душата. Убаво на душичката и ќе им биде мерак, затоа што ќе создадат нешто. Јас кога ќе си ги видам чантите, кога ќе ја направам, си ја
вака чантата си ја гледам и викам навистина преубава е. Па дури некогаш ги замарам и моите од семејството. Одам кај син ми, мама дали е убава чантата? Мама убава е, секогаш ти не правиш лоши чанти. Керкичката многу ми помага затоа што таа нели сега во таа возраст ги следи модните трендови и обавезно одам кај неа. Дали е ова убаво, на оваа ташна кои рачки одговараат? Па ги ставам дали овие, па околу украсот на чантата, како да го ставиме украсот, кој украс да биде, таа ми помага доста. Исто и на сопругот некогаш знам кога ги ставам рачките, ако децата не се дома, ајде ви велам сега гледај од таму дали се точно позиционирани на средина рачките, така да и тие ми помагаат и ме поддржуваат од се и за тоа сум им благодарна. Одлично. Па јас навистина се радувам, мислам дека и понатаму ќе имаш поддршка, па можеби еве и керкичката ќе сака да ја вклучиш во тоа и да изработува и самата, бидејќи знаеш како децата кога гледаат, едноставно можеби на почетокот и нема таков интерес, но после со текот на времето им се ствара желба. Така. Сега не покажува некој интерес. Околу мене, тука е кога работам, пошто јас дома нели го работам тоа, и се надевам дека со тек на време, гледајќи ме, можеби ќе пројави интерес. Јас не сакам да ја форсирам, затоа што таа сега е во тие години каде што не интересира многу плетење. Да, сепак меѓутоа, знаете како велат, кога таткото му рекол на синот или на ќерката, пази што правиш, ова му враќа, внимавај ти што правиш затоа што јас од тебе гледам. Така да можеби она гледајќи мене некогаш ќе дојде на идеја да проба. Јас сум тука секогаш да ја покажам првите чекори, така да мислам дека Лила, јас се радувам што денеско се подруживме овдека некаде ќе го завршиме муабетот заради тоа што имавме доволно време, ми се чини и гледачите да ги запознаеме, а еве и ние да си направиме убави муабети. И се надевам дека ќе се гледаме и за други прилики за добро заедно. Јас ти посакувам твојата креативност да ја негуваш, да си правиш јога и на умот и на телото. Така. Ако ти треба за другиот вид јога, ја можам да те упатам кај можеш да одиш да вежбаш, а за оваа јога навистина ти честитам за тоа што е прекрасна, за тоа што навистина е уникатна, за тоа што твоите производи зборуваат за тој квалитет и за таа умешност, за љубовта која што ја носиш во себе, и ти посакувам само убавени благослови и тебе и на твоето семејство. Ви благодарам, Јулија, на убавите зборови. Навистина јас толку пријатно се чувствував овдека за овој, не знам колку, мислам дека само 10 минути помина. Толку брзо ми помина времето. Не се 10 минути, но 45 минути. Преубаво, така ми дојде, значи преубаво. Навистина ви благодарам од срце. Вие сте прекрасна личност. Благодарам исто. Секој добро, поздрав дома, па се гледаме за добро заедно. Ви благодарам и на вас, благодарам на гледачите на ТВ Сонце. Секој е добро. Ете, драги мои, овдека ќе испратиме нашата прва гостинка, нашата Лила, која што навистина ни вака ни внесе убава енергија, разлетана, распеана како свила, можам да кажам, затоа што навистина јас уживав овдека во незините прекрасни креации, во незината прекрасна личност. Одиме со, знаете, веќе поред ред рекламчиња, ред малку музика, за да влезе нашиот втор гостин, а вториот дел ќе ни биде многу распеан. Не ви откривам кој е, но ви советувам да останете до крајот на нашето заедничко будење. Со Јулија. Право секој еден на поубав живот вреден, на весела, весна мила леко крила. На весела, весна мила леко
сме си прегрнати. Само љубов, мир и песна, мојот народ ке го сочува. Само така Македонија многу векови обстојува. Само љубов, мир и песна, мојот народ ке го сочува. Само така Македонија многу векови обстојува. Поми Божја милост и благиот збор што гали, зато дува страни ладни, шука силно срца гради. Зато дува страни ладни, шука силно срца гради. Нека со нас мили соседи, пејте сите стари и млади, сите да сме си прегрнати. Нека ечи песна лесна, пејте со нас мили соседи, пејте сите стари и млади, сите да сме си прегрнати. Само љубов, мир и песна, мојот народ ке го сочува. Само така Македонија многу векови обстојува. Само љубов, мир и песна, мојот народ ке го сочува. Само така Македонија многу векови обстојува. Многу векови обстојува. Многу векови обстојува. Будење со Јулија.
make me harder, make me lose my breath, make me water, make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me water. Normally, I could keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood, can you match my timing? Telling me that you really about it, what you're hiding. Козметичко студио Жанета Естетик. Решение за секого. Здравје и убавина во едно. Природата мисли на вас. Квалитетот го создаваме ние. Решете ги вашите естетски проблеми. Бидете исклучителни, бидете своји. Само со Жанета Естетик. Будење со Јулија. Пишува романи, животот приказни плете, ова е приказна животна, ај, замиле како дете. Трчаше миле по ливади, слушаше ехо камбани, сува море шуми дабови,
будење со Јулија. Ете, најдраги мои, поминаа рекламите и малку музика и еве се вративме во студиото. Јас морам да кажам дека навистина се чувствувам прекрасно, една прекрасна убава енергија, како што видовте, поминавме и со нашата прва гостинка, но еве ќе финишираме со машка енергија и тоа како машка енергија. Тоа е човек, драги мој втор гостин кој што јас многу го почитувам, кој што со години се гледаме на музичкото естрадно небо македонско, што се вели, човек кој што е докажан во својата професионална дејност како навистина еден од доајените на македонската народна песна. Многу песни, многу хитови испеани, многу турнеи, многу дружби, што да ви кажам. Нема фестивал на кој што не сме го виделе, нема награда која што ја нема освоено. И затоа со право, еве, од кога се накануваме да биде мој гостин, но еве денеска конечно во ова наше заедничко будење му велам добре дојде на Петар Нечовски. Петре, добро ми дојде. Добро ве најдов. Благодарам за убавата најава, за убавите зборови и поздрав до сите гледачи на телевизија Сонце. Благодарам, исто и мене ми е драго што денеска си мој гостин, што ете после толку години, како да кажам, дружење нели на естрадново небо наше, се среќаваме по емисии, по настапи и ето од кога се токмиме да дојдеш и во мојата емисија, затоа што многу ми е драго, затоа што мислам дека редно и во нашето заедничко будење да слушнеме твоја песна, да слушнеме што правиш, како си и ете денеска е тој ден што се вели. Точно така, точно така. Мене ми е исто драго што ме поканивте. И ми е чест што сум тука сега и што ќе се дружиме, што ќе си разговараме, што ќе презентираме нешто со муабет, нешто со пеење на гледачите на ТВ Сонце и на сите македонци што гледаат. Ширум светот се гледа телевизија Сонце. Сонцето грее на секаде нашето. Сонцето грее на секаде, точно така е. Па така, Перица и мене ми огреа сонце кога ми дојде денеска, навистина се радувам затоа што си пред се многу одговорен, затоа што дојде и пред време, си дојде на време, значи да не се мислиме што како, а дојде директно од Охрид, еве мора да кажеме. Тоа е професионалност, јас тоа го ценам. Така е. Од Охрид си дојде, како патуваше? Од Охрид патував многу убаво. Запаливме колата со бајле, си трнавме, таму беше помалце облачно, него ли по патов намака, што повеќе доаѓавме према север, према Скопје. Значи, повеќе облачно, по некоја капка дошли, малце Скопје, ситно врни, не е некој доше вели менија, али така се обраќаоте тогаш кога ќе капи некоја капка, знаеш, многу гус, многу е така напнат. И ама си дојдовме ние со убаво, смирено, со време, што велите вие. И така, и пак уште еднаш ќе речам, ви благодарам што ме поканавте и мене ми е драго и ми е мило што сум тука со вас во ова емисија. Имам слушано Будење со Јулија, имам гледано чат пат некоја емисија, ама сега сум тука и пак ќе кажам, и во живо доживувањето е поинакво. Така, и вистинско онака стварно да си се осетиме. Па вака сега, долги години си на нашето естрадно небо. Навистина, јас еви во мојата најава кажав колку си еден човек кој што навистина на музичко поле си признаен од сите фактори што се вика што се она, нели, релевантни за сето тоа. Но еве да кажеме колку години Петар Нечовски е, значи, званично на музичката сцена во Македонија и дали знаеш колку песни имаш лично твои испеан? Па долги години се, долги, вака професионално, сакам да кажам дека во моето време кога се почнуваше да се пее или да се интересира за естрадно пеење, за естрадни настапи, во тоа време бевме во една друга држава, Југославија. Македонската радиотелевизија беше нешто, значи, да се појавиш таму нешто величанствено, нешто вредно, нешто ценето. Так. И така, како млад дечко, јас многу амбициозен, добив прилика на Скопски фестивал да пеам.
забавни мелодии тогаш. Сите почнавме со забавно тогаш, да. Народната песма не врвеше тогаш. Не врвеше. Тогаш беа доените Васка, Сариевски, Бадев, Мадев и тоа останато беше и чат пат некои песмичини. Али вака ново нешто, ново компонирано што велиме тогаш и прв пат дебитирав 78-та година. На 1978 година на Скопски фестивал. И уште една година се одржа Скопскиот фестивал и замре. Готово, го снема тој фестивал. Во меѓувреме со покојниот Александар Џамбазов, диригентот, со Григор Копров, со покојниот Љупчо Константинов. Одевме некои настапи, така, некои песми нивни ги испеав. Сараево бевме билече, така, на некои, така, корачници, што викаме, то време, а на Сараево, со есата на Таличи, така, натака, имавме една прекрасна песма од Љупчо Константинов. И така, полека, значи, спласна тоа, си се градев, спласна тоа, се отвори Охрид, туризамот, конгресен туризам, многу се работеше тогаш во тоа време, а од цела Југославија доаѓа, значи, гости, кога дојдеше еден семинар или конгрес, 500 луѓе. И тука се концентрирав, настапи во живо, лево, десно, ти реков Мирече, и заминав за Австралија со преку приватни врски, што велиме ние, да пеам во некој ресторан таму, и одам таму, покрај другите песми што пеевме, ме велите еден, Македонија имат, рече, фестивал е на песма да испееш Лихни да кајче веслаше. Поима немам, реков, кој фестивал, што е овамо. И слушам за Валандово 85-та година, там, дури таму разбрав, ама тога седевме по 8-9 месеци. Да. И така, ја слушнав песмата, ја научив, му ја презентирав, таму си ја пеев, кој имаше потреба да ја запеам песмата, Лихни да кајче веслаше. И што се вратив овде, во Македонија назад, и одма прашав шо е, како е. И пак ќе кажам покојниот Хилми Билбил, школски другар ми беше, тој ме однесе во Народна редакција. Така, и со него така почнавме и се префрливме на ова ново создадена македонска песна. Одлично. И од тогаш натака си во Народната. 88 година во Ландово дебитирав и од тогаш до ден денеска, што рековте вие, да и повториме зборовите, значи нема фестивал во Македонија и околинава што не сум бил, што не сум учествувал. Одлично. Перице, знам дека ќе си го продолжиме муабетот и знам дека имаме уште многу што да кажеме, но бидејќи се препознатлив по својата песна, предлагам да отидеме со една музичка номера и да се вратиме, па ќе продолжиме каде што застанавме, така? Точно така е. Ајде да видиме од режија што ќе ни пуштат и ќе прокоментираме што слушнавме. Со Јулија.
vas vesel bi. Со Јулија. Токму така, драги мои народ, да развеселате па Пеце, мислам дека на вистина ги развеселивме, а тие во принцип пееш весели песни. Ајде да кажеме ова, како настана ова трио? Ова трио настана случајно бев за Нова година во Италија. И така се запознав, овие беа втората вечер гости таму и ме замоли ова детенцево дали можеме да испееме, ја излези Ѓурѓо, ја излези сестро, вака заеднички да ме при крајот на вечерта, нема проблем овена. Ајде, не почни ти, викат, јас ке... И добро, почнав јас, никому ништо, се една ушена, облаче бело и така натака, и така натака. Се направи кеф родителите, ово, она, ваму, таму, се разви некоја дискусија, едно, друго, ми рече, и викам, ако сакате, вака и вака, имам неколку фестивали, реков, одбери Охрид фест, да решиме таму, имам голема соработка, ево, со Гоце фест, голема соработка, со Тумба фест, со овие што се, и фестивалчина што се, ако сакаш реков да излезиме и према терминов што беше ваму, одговараше ова, луѓето тогаш имаше овој дечковос имаше, знаеш, и добро, и се пријавивме, дадовме, направивме песма, пуштивме на конкурс таму, се прими песмата и почнавме да ја работаме. Студио, мудио, вежбање, едно друго и така. Прво јас и дечково, после и девојчево се вклопи во рефренот, ни фалеше еден глас. Овој Патрик се викат. Аха, Патрик и девојчето беше? Не знам да ви ти кажам право, не ми текви. И јас некак го заборавив, а ги... Да. Не ми текви, да не се срамиме. Добро, не е проблем. Аха. Ја ми се чини дека на Гоце фест и со награда се закити оваа песна. Да, оваа песма доби... Ова од овогодишниот Гоце фест. Еве да го поздравиме директорот Пеце. Го поздравуваме од срце и му пожелуваме здрав и жив да е до година, уште по-весело да биде како што беше и ова година. Полна е салата за Гоце фест. Полна е салата, стварно, да. И така, значи песмата весела беше прифатена и доби второ место од публика, втора награда од публика. А не треба на Гоце фест да се мислиш дали ќе земиш од
публика или не. Самиот аплауз ти кажуваат. Да. Проста математика во ГЦФС. Кој што има најголем аплауз, тој е прв. Тој што има малу помал аплауз е втор. Тој малу помал трет. Готово, од публика заврши. Другите си има стручно жири, си имат школовани луѓе што се така искусни по овие фестивали и си ги Одлично, ама Пеце, ти си исто така познат по соработка со разни, речеме и помлади, со неафирмирани пејачи, морам да кажам, а преку тебе се афирмираат и они некако доаѓаат до израз, така си некако отворен, сакаш соработка, што, например, не е кај секого случај. Да. Видите, сакам соработка. Прво, например, се испробавам јас ова да се пофалам, сум кантавтор на оваа песма. Значи, и текст и музика е мое. И пред тоа, да речеме, со едни други исто така, значи, кај што настапуваме последно време, 80%, значи, се појавам како кантавтор и добро ми оди, добро е. Не одам да продавам песми, не пишам за други песми, зашто знаеш како е. Што знам јас, како да речам, не сум јас како автор афирмиран или друго. Значи, ама знаеш да се погодиш песната за себе. Експериментов автор, кантавтор си го правам на мене, за себе и за ова, ето, да не испани нешто. И некој друг ако сака да соработува тука. Да, ако соработува, да. А што е најбитно, све е то, што велиме ние, правам музиката и ова и текстот, си го правам, што викаат американци, е фри. Фри, да. Фри. Па така треба да биде. Кажи ми, се свириш на некој инструмент, нешто си помагаш? Свирка, малце гитара, малце имам пианино едно дома. Така информативно за интонација, да префалиш од дур во мол, како би звучело, молска да ја направам, дурска да ја направам песмава. А за текстов, дура дојде до крајот. Прво еден текст пишеме така пробен, после полека се надградуваат и така. Добро оди. Пеце, предлагам затоа што спремивме повеќе музички numeri да видиме втората. Втората да видиме, да ги расположиме гледачите. Да ги расположиме, па да пееме, како што најавивме, така. Така. Со Јулија.
Твојата снага лено мори, тенка е, висока е. Дај ми ја на мене, јас да ја прегрнам. Мерак лено мори, мерак да ми помини. Севда моја, севда да ми излези. Будење со Јулија. Па морам да кажам, Петре стварно не развесели со Леномори и коментиравме колку е убав спотот ова, не знам, културно-метничко друштво. Ношните носите, од село Драслајца и Линден културно-метничко друштво, стварно им благодарам многу, мада не е ова сега тазе снимано, ова е снимено пред неколку години, Така. али во секој случај остануваат овие ношните, тие околу тебе, Одлично. младоста, Ми рече значи... во Струга дека е сниман Во спотот. снима во Кепенци, тоа е дел од Хотел Дрим. И така, и со ними така имам некоја соработка. Са последнава година послабо, ама Така. до лани вака имавме доста голема соработка, сега ќе видиме, не знам. Ама до не е. Фала му на Бога. Фала му на Бога. Така е, Пеце. Така е. Знаеш како, никогаш не те напушта тој ентузијазам. Ти на сцена кога ќе излезеш, ти си толку сценичен. А толку убави сценски настапи. Еве сега зборуваме дека стварно нема награда, ми се чини на наше фестивали што не си ја освоил. И да те прашувам дали ги броиш, дали знаеш колку, сигурно не го знаеш бројот. Не. Како што и еве ти постави прашање дали знаеш и колку песни си испеал, не знам дали имаш некаква евиденција колку Немам песни. евиденција да ти кажам право, па во Замп ваму некаде сум присутен на околу 200, да речеме, песни. Браво. Сега тука имам обработки староградски доста песми со ансамблот таму Охрид, од Охрид Езеро Бенд, што се од дел од Охридски струшки така. И овие што се новокомпонирани фестивалски песми што и велиме ние. А имам сигурно и од други автори што се па има доста, можда сигурно 4-500 тука се. Апсолутно верувам дека е 4-500, така. Да. Но ете, специфично е тоа што многу обрнуваш внимание кога поготово кога се појавуваш на фестивал да имаш адекватен сценски настап. Тоа се енергични, тоа се со многу статисти на сцена. Ти си некако онака расфрлан, распеан целиот тема, значи едноставно ти си човек кој што сака да ја анимира публиката. Сакам да ја анимирам, така е. И пак, која таа енергија што те движи и таа инспирација, мотивација, постојано да размислуваш, например, имаш песната и ти размислуваш веќе за сценскиот настап, имаш потполна слика? Па видите, самото пеење по овие хотели, по овие ресторани, по живи настапи, ако не знаеш да анимираш публиката, нема амбиент во ресторанов, нема бизнис, што велиме ние во викаат Австралија, Америка. Нема бизнис, треба да се расположи, треба да анимираш, ајде некој што е моќен човек и ќе го спомниш, ќе го викниш, ќе го... Пример, така и ова сценава, ти не мора да викниш некој најме, ама ќе му се опулиш, знаеш, и сака неки стран ќе офатит, ќе станит, ќе шляшка ти тој, разбира со тебе. Да го, што велиме ние, да го земиш кај тебе во очите твој, да влези тој, чим влезе во очите, готово, разбираш. Ама тоа е твојата енергија. Таа енергијата, мора да енергија. Ти си имаш таа енергија, едноставно таква звезда и си полагаш и на тоа исто така внимание. Например, јас знам дека нема незабележан твој сценски настап. Па добро е, до сега е добро. Сега што велиме, ко почвевме, бевме скромни, нормално, неискусни, сите те тапкаат по рамо, браво момче, браво Петре, браво она, ама после ако почнеш да кршиш од тоа, како го викаш, од погачата малце, тогаш веќе нема браво, се менува. И затоа мораш за бравото сам да си се заслужиш. Сам да си се заслужиш за бравото, иначе после, знај, само ќе слушаш, песмава вака, овај направи, оне му помогнал, и така. Али добро, тоа е
секаде го има, али во Македонија мислам најповеќе го има. Добро, ама ти си тераш по твое. Јас си терам по твое и фала му на Богу, здравието да ме служи, ми оди добро, све. Одлично. Петре, јас значи една од оние твои песни кои што навистина човек не може да се одлучи што да пушти во емисија и малку брзам заради тоа што сакам што повеќе музика да пуштиме, но има една песна која што да речеме има малку така некој интересен призвук, да речеме и музички, но и многу ми се допадна идејата, текстот се вика Жолто фустанче. Точно така. Така. Таа песна ти многу ретко или јас не знам прв пат ја слушнав сега прегледувајќи ја твојата музика, толку многу ми остави впечаток. Така имаш еден друг шмек и толку е и шарецка онака песната е многу шармантна, знаеш, освојувачка. Така. И реков оваа песна мора да оди во емисијата. Кажи ми како дојде до идеја за една таква ова песма е стварно хитче ми е, да ти кажам право, препознатливо е, се слуша, ама сега како рековме пред малце, значи знаеш, треба да скршит некој, да е клајт, што велиме ние, сега некој без разлика, али песната е добро позната е, кај што одам, ја бараат, ја пеам. Благодарност голема до Енвер Рашити, авторот на текстот и на музиката на оваа песма. Браво, што Енвер? Енвер Рашити е турчин или албанец? Албанец е, од Радолишта по потекло, живеан, култивизиран во Загреб и во Љубљана и сега како пензионер ни е во Охрид присутен. И така имавме голема соработка со тој човек, испеав доста негови песми, сега малце паузираме, зашто да не се, знаеш, малце, да смениме што велиме стил. Таа е негова песма и виката, имаме една така, ама ова ја правев на шала. Ова е сакам, реков јас. Како на шала. Дали ќе ми ја дадеш како на шала? Ми ја даде и ојдовме во студио, си ја снимивме, јас, продуцентот и тој беше, ја пеев кога ја пеев, со корекции, со ова, со она. Чима направивме на големо задоволство и ја пеев на Охрид Фест оваа песма и не сакам да кажам кој така во жири беше, 12 жири. Сиве овие што беа тогаш надвор од Македонија, што беа жири, да речеме, тогаш Туцаковиќ беше и така и други ова. Сите дадоа 8, 10, 12. Ови од Македонија, двајца имаше, по еден ми дадоа и реков, леле, шо е ова работа, македонштинава наша, нема никаде, бе. Ама без разлика, песната си остана, си живее, препознатлива е и така, ајде жолтото фустанче, повеќе луѓе ми викаат и така. Ајде жолтото фустанче и сега нека се жолти да го слушнеме. И нека се жолти, да. Може, ајде од режија. Дење со Јулија. Заљубив едно девојче, носеше жолто фустанче, огледини се сретна, насмевка ми подари, вера ми направи, срце ми растури.
Zaljubив jedno devojče, noseše žolto fustanče, 2-3 zbora mi prozbori, merakvo duša mi razbudi, merak mi napravi, srce mi rasturi. Se budi Ova žolto fustanče se ušte mi je pred oči, kako da go zaboravam, srce i duša mi stoji. Ova žolto fustanče se ušte mi je pred oči, a boj znaje se budi. Ah, to žolto fustanče. Будење со Јулија. Драги мои, жолтото фустанче навистина не развесели. Пеце, навистина песнава е многу вака весела и хитовска, ама и тебе она жолтата кошула, бога ми, баш онака ти стоеше. Да, жолтата кошула беше специјално за жолтото фустанче. И така, во Тетово ја најдовме оваа кошуля, во Тетовска. Тетовска жолта кошуля. Аха. Пеце, имаш ли која песна ти е, да речеме, нешто така посебно драга? Затоа што сите ова е можеби малку така избанализирано прашање, но сепак кој стил, што најмногу сакаш да пееш, или кај најмногу се пронаоѓаш себе си, или која песна оставила најголем траг на тебе? Па видите сега, друго е за себе да си пееш, друго е за публика. Ние сега некој, ето за жал да речеме, некој мега хит не се погоди да извадам во мојава кариера некој мега хит како други пејачи, со една песма да живее цел живот, да речеме. Не се погоди, али доста квалитетни песми направивме, доста промашивме, нормално е тоа, знаеш како е свето, што го замислуваш, не излегува на пазар, што велиме ние, тоа што го планираш. Али во секој случај, драги песми ми се во моите млади години, во моите почетоци со Глигор Копров, да речеме таа, слушај и камбаните, вечност да ти бидам, зоре, зоре, ти ме изгоре, тие беа така направени од еден тим, да речеме, познат во Македонија, да речеме, Живо Инглишич, аранжер, Глигор Копров, музика, текст, Огнен Неделковски, така натака, тие што викаме име и презиме што се во македонска ново компонирана песна. Па тие ми се драги песми, зашто тогаш со голем жар, со голема работа, да речеме, за да излезеш во живо на Валандово, тоа време, значи, се спремаше, се работаше, се служеше. Али пак ќе кажам, све на крајот зависеше од финалниот производ, од миксот, што го велиме ние. И све некако тој вокалов мој, све некако во тие миксови беше како поназад клаен. И кој излегува овие приватни студија, дојдов повеќе до израз гласов мој. Затоа што тогаш некако ко затучено, ко така некако, шо знам, и на други, ја вика, шо му направи на гласов, а истиот глас е му велам, ама тоа е. И од овие вака последниве, да речеме, песми сега трендовски со овие, што велиме за нашата Македонија, што пееме песми, како што испеавме со Патрик, така, од Германија, и други патриотски песми си ги сакам, затоа што ето така, сум македонец, сум е во крвта. Не сум екстремен, да речеме, да не сакам друго, само македонско, значи сакам сиве, јас сум во Југославија роден и се осеќам, значи братство единство меѓу народов и овдека во Македонија, немат екстремно кај мене, песмата си е песма, ама македонска си е македонска
така родолюбива песма, што велиме ние, татковинска песма, и тие ги сакам, иначе вака песми што ми останале, тоа е тоа, има многу песми. Овдека ќе мора да финишираме. Да. Јас ти се заблагодарувам што денешка беше мој гост и мислам дека убаво си помоабетивме во корист на времето. Сакам да завршиме со уште една твоја музичка номера. Ти посакувам само убавени, ти посакувам сите желби да ти се остварат уште долги години, да пееш, да не веселиш, да ствараш и да се гледаме за убаво зарно. Ти благодарам многу на убавите зборови, што и кажа, и ко почне емисија убава најава, и ко заврши, значи ми посакува све најубаво, и јас ви посакувам да си имате вака убава емисија, да си одржавате емисијава, да имаме прилика ние кај да излеземе, кај да кажеме нешто, кај да испееме вака. Така. И сум благодарен што бев гостин во оваа твоја емисија и мислам дека гледачите на ТВ Сонце ќе бидат задоволни од ова моје гостување во твојата емисија. Презадоволни. Секој е добро, среќен пат за Охрид. Најдраги мои, овдека исцрпивме темите, го испраќаме Петар Нечовски со песна, ќе ја завршиме оваа емисија. Гледајте ги нашите репризни изданија. Со Јулија. Da se ožena, so strojni si nevesta, ja si benedisav, se da bidam, kum da vikam, da se oženam. Svato vivo kuća naša, da prečeka me, tapan grmi, kaj da sviri, zemlja se trese. Късмет има в големи аз да се оженам, в куќа майко сна да ти донесам. После свадба до недела први ќе прават, ќе одиме кај невеста на гозба голема. Со стройни си невеста, јас си бенедисав, се да бидам, кум да викам, да се оженам. Свато биво куќа наша, да пречекаме, тапан грми, кај да свири, земја се тресе. Пречекаме, тапан грми,
kaj da sviri, zemlja se trese. Будење со Јулија